Градежните работи во центарот на Штип и реконструкцијата на трговскиот центар беа причина денес инвеститорите и општината преку соопштение да им се обратат на граѓаните. Во информацијата од 8 компании кои поседуваат околу 70% од трговскиот центар и кои ја инвестираат реконструкцијата стои: Ние како инвеститори во трговскиот центар Штип цениме за потребно да ја информираме јавноста за вистината околу реконструкцијата на трговскиот. Имено постапката за реконструкција и доградба на трговскиот центар Штип е отпочната уште во 2011 година со измена на деталниот урбанистички план и истата ги помина сите потребни фази согласно законот за градење, за да на крај биде усвоена од претходниот совет на општината. Врз основа на промената на урбанистичкиот план и целокупната потребна документација за добивање на одобрение за реконструкција, градоначалникот на општина Штип магистар Илчо Захариев врз основа на законот за градење го издаде одобрението за реконструкција на трговскиот центар Штип. Стои во соопштението од инвеститорите. Во исто време, со информација во јавноста околу истата градба излегува и од општината. Дозволата за надградба на терасата и реконструкција и доградба на дел од холот на трговскиот центар во Штип е дадена по основ на собственост на посебните делови од истиот и собственост на земјиштето за кое е приложен имотен лист добиен од Агенцијата за катастар. Најодговорно тврдиме дека постапката е водена согласно законската легислатива. Градежното одобрение е издадено согласно важечките измени и дополнувања на деталниот урбанистички план за градежната парцела 80А, кој е донесен со одлука на Совет на општина Штип со одлука број 07/8702/1 од 10 декември 2012 година. При тоа, измените на деталниот урбанистички план ги имаат сите важечки согласности од институциите во државата, како и од Министерството за транспорт и врски. Градежното одобрение е правосилно и не е поништено. Постапката согласно законот за градење е запазена. Информира од општината. Од друга страна, останатите сопственици се повикуваат на решение од Министерството за транспорт и врски во кое стои: Согласно член 242 став 2 од Законот за општа и управна постапка се реши како во диспозитивот на ова решение, при што во повторена постапка е потребно да се има предвид изнесеното и согласно одредбите од Законот за повторување на постапката се донесе соодветен управен акт. Стои во решението од Министерството. Во меѓувреме, реконструкцијата на трговскиот центар во Штип е предмет и на судска постапка пред управниот суд.